Не знам кој зло ги тера така, да речеме, со тоа искра на гнев еден против друг. Таа е диригирана енергија преку медиумите до луѓето, кој удара во срце. И почнуваат политичарите, да речеме, овие луѓе се повеќе да ги трујат со негативна енергија, отколку со позитивна. Јас мислам, мој апел е, не би требало црни хроники толку големи на телевизии. Тоа е некоја медиумска војна против народ, тоа е постресно да го остават да живее. Мислам, тоа е. А политичарите со собствената енергија би требало да се коригират. Мислам, единствено што може да ги сплоти нашите политичари, религиозните водачи, да речеме од нас од православните, да ги повика дедо Стефан, бара еднаш на вечера, една молитва да им каже време не со гнев толку, со омраза, со лоша енергија. Дај зрачите позитивно, му треба на овој македонски народ таа енергија. Ајмо кога се вратиме, вчера беше 13 години од атентатот на председателот Киро Глигов. Има телевизија за тој атентат? Тоа не е моја должност, имам разговарано на таа тема со други. Јас само ќе апелирам, нашите по некој мора да се врзани со надвор и од надвор, ако не играш нивното оро, скапо го плаќаш. Не знам што е, како е, тоа не е моја должност да им судам или мојата визија да кажам зашто е, што е атентатот. Тоа е, луѓе се платени за тоа да го видат што е. А моја визија е требало да се слуша. Господ е така сакал и тоа. А за вториот председател? Па исто. Тоа е, ако Господ не дозволи тоа да се случи, немаше да се случи. Значи нешто има, зашто е само Господ знае. Дали е тоа некој коп, да речам, или проклетија, да ми се случува нешто лошо на македонските председатели? Па не би рече, изгледа некаде грешат. Да не грешам душа јас, да не им судам на, да речеме, нашите председатели. Некаде и они се, дали се преварени, да речеме, да обејќат или да исполнуват, прават некои грешки, за тоа ми се случува тоа. Така го јас секој пат викам, колку човек по-позитивен, Господ ќе му врати повеќе. Значи упатувате порака да не грешат? Па за секој политичар, да речеме, кој го води овој народ, кој срце, да речеме, скратило своето време доди да гласе за него, а таа е негативна енергија ако тој прави лошо за тој. Тоа се клетви после. Кажете за разбрав дека имате некоја теорија или визија за гените, македонските гени. Па, на жалост, ќе го откри, да речеме, тоа беше во една држава, не смеам да ја спомнам, експеримент, што ќе биде ако биде нешто, како да се спаси овој народ да се сплоти. Тоа беа неврзено, да речеме, повеќе беа психијатри, психолози. И тога јас им велам на нив, мора, тоа е 87 година, мислам, мора да дојде еден ден, луѓето по крвта да се најдат. И кога по крвта ќе ги декларираат кои се, што се, нема да се мразат толку. И тоа после вика ДНК што го викат, ДНК-та, кога кодот на ДНК-та ќе ни го поврзат во пасошите. Ние македонците нема да сме 2 милиона, нема да сме 20, ќе бидеме повеќе од 20. Како? Па спод самата ДНК, ние имаме веќе на Филип ДНК-та, се прават, речеме, веќе многу лаборатории од светот на тоа работат. Тога, да речеме, ние едни со други, овие што не имат мразено, ќе не молят да ни просто до сега што не имат ништено, дека си тие македонци. Значи, уште по ДНК-та македонците се против македонците. И затоа сме и самите македонци разнебитени, се караме било кај на земјата. Ние двајца македонци, едниот не го сака другиот. Значи, ние сме некако, како да ти кажа, во еден енергетски хаос кој мора постепено да се сплоти. И јас апелирам, да речеме, и говорно, и се молам преку Господ, да не соедине, да успееме уште малце да издржиме. Дадов некој момент во најавата дека во светот феномените се во непосредно обкружување на политичарите. Дали некој ви понуди да бидете дел од нивниот тим? Нашите не. Зошто? Па, не веруваат? Не, сега ќе ти кажам. Нашите се плашат, имат грешки. Какви грешки? Па имат грешки, да речеме, што јас брзо ќе му ги открием, ќе му кажам, немој тоа да го правиш. Макар по криминал, макар лево, десно, ќе му го кажам у лице. Да ја прочитате неговата мисла? Да, неговата мисла, да речеме. Ти си во неговата енергија, во неговото обкружение се. Јас кога дојде на првиот генерал, кога стасал Македонија, Томсон, неговата жена, мислам, психолог,
оде у полиција, дали постои тој човек? Вика, да, овие постои, доаѓа кај мене. Да речеме да се запознае, да контактира. Нажалост, имаше желба многу да ја осете биоенергијата, па многу и форсирах се унесвести, па на унесвест. И тоа га беше кај неа толку тоа јако, нареден ден ми носе на фински начин колачи, али Томсон бегаше од мене. Ме молеше да не се сретне. Вика, мажите ми има страф од тебе. Значи, тие луѓе, да кажеме... Вашата биоенергија го... Да, сите, да речеме, големите генералите што се тие страните, добро знаат што се тие феномени. Они кај нас или доваѓат информации да соберат, или, да речеме, се плашат да не им земеме информации. Јас прв пат зборам јавно за мојата интуиција. Јас ја викам често пати, тоа ја викам биоинтуиција, да влезеш на некој во душата, или во злобата, или во обавината. Ај за мојата куќа македонска телевизија, нека биде еден експеримент, да речем. Бидејќи многу експерименти правеле со оваа куќа, еве до која дереже да сме? Па вака, ајде да го замолиме и Господ и овој универзум, време и кај вас за да зацвета позитивната енергија. Доста беа душници, доста беа редукцирани што да каже, што да направи, кој на што, кој што може или кој што не може. Па да успееме да направиме 10, 20, може би 50 емисии, убави вака, експерименти од моја, јас викам од мојата лабораторија, па македонска телевизија да се прочува секаде у светот. А мисла македонска телевизија кризата ќе ја поминуваше месец, до нова година ќе ви цвете. Многу ќе ви подобро. А за емисијата Гласот на народот? Па и гласот на народот треба да се интензивира повеќе, да се диаспората уклучи. Диаспората може да даде добри средства, ама нема кој да им каже како, нема сметка кај да ги испратат, не ги испратат. Они многу сакат, да речеме, пошто јас имам среќавано со наши македонски луѓе надвор, за таа македонштина да зборат. Јас така викам македонштината. Значи, фати од камен, керамида, луѓе, животни, се. Без разлика која нација, народност живее во Македонија. Значи, како ја дефинирате нашата македонска диаспора? Па види, она е разнебитена од разни политички игри. И таму се играт, да речеме, има држави кои финансират во друга држава да зборат лошо. Тие се луѓе платени да се движат низ нашиот народ, зашто Македонија нема пари. Тек сега расте Македонија. Ама мислам веќе и таму се буди ова македонската свет, македонштината, зашто сега многу луѓе од Америка ќе се вратат назад. Македонија ќе речеме кои што имат кај што за работа ќе се вратат тука, кои што имат да речеме амерички пасоши ќе заминат во друга држава. Али многу ќе се борат за опстанок, зашто тоа ќе почнат да тони бродот. Нема да цветат како сега